ова издание. САД избори 2020. За најновиот развој, појдете на нашата интернет страница Глас на Америка. Google, Facebook, Twitter, но и други технолошки компании за време на пандемијата со COVID-19 се селат во други делови од САД. Каде, но и зошто? Го живее сонот. Охријанец, шишена отворено на познати локации во Њујорк. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски. За последните информации врзани со изборите во САД, посетете нашата интернет страница, следете не на социјалните медиуми. А многу вработени се доселија во Сан Франциско за да бидат близко до Google, Facebook, Twitter. Меѓутоа, за време на пандемијата со COVID-19 многумина се селат во други делови на САД поради пониски трошоци за живот. На некој начин, 2020 беше подобра година за вработените во технолошките компании во однос на другите. Повеќето може да работат од далечина. Google соопшти дека неговите вработени ќе почнат да се враќаат во канцеларија најрано во јули 2021. Twitter, а сега и Microsoft објавија дека персоналот може да работи од далечина за секогаш. Ова е интересен пресврт за компаниите кои се познати по тоа што привлекуваат вработени со удобностите што ги нудат во своите канцеларии, како бесплатни оброци, точено пиво, масажи и флипери. Знам многу луѓе кои дојде овде само поради работата. Ако работата повеќе не е во канцеларија туку дома, каде можеби живеете во друго место кој има мала кујна и делите бања со друг, станува непријатно ако сте таму 24 часа на ден. Даглас е татко на 2 деца од Оукленд, Калифорнија. Сега, кога неговата компанија дозволува работа од далечина, размислува да се пресели. Даглас вели дека главна причина е недостатокот на куќи по прифатливи цени. Се обидел да купи куќа, но поради големата побарувачка не успеал. Расел Хенкок е председател и главен извршен директор на Joint Venture Silicon Valley, организација која ги следи економијата и квалитетот на живот во регионот. Сега во Силиконската долина имате неверојатен збир на таленти, можеби најдобрите таленти во светот. Тие се дојдени овде од целиот свет. Сега си заминуваат. Кайл Добиц и Мара Ван Елс, кои имаат 2-годишен син, се селат од нивниот скромен стан во Силиконската долина, откаде и двајцата работат на далечина од март. Добиц, кој работи за Google, се префрува во канцеларијата во Минхен, Германија, каде има пониски трошоци на живот и каде јавните места, како парковите и музеите, се поотворени отколку во САД. Тие велат дека доколку цените на домовите значително не се намалат, нема да се вратат во околината на Сан Франциско, иако засега планираат да останат во Европа само неколку години. Сакаме да бидеме на едно место кога нашето дете ќе започне со основно училиште. За 3 години ќе процениме каде сакаме да живееме на подолг период, а голем удел во одлуката ќе има цената на домот. Во САД, вработените во технолошкиот сектор се селат во Орегон, Вашингтон, Колорадо и Тексас, места каде овие компании се веќе присутни. Една жена од Калифорнија, која во 2017 се преселила во Тексас поради работата на незиниот сопруг, сега е агент за недвижности и им помага на други да дојдат во оваа сојузна држава. Таа има основана група на Facebook која е наречена "Преселете се во Тексас од Калифорнија" и која сега има над 20.000 членови. Во Тексас е многу помирно затоа што е многу поевтино. Кога живеете некаде каде има пониски трошоци, имате и помал стрес. 99,9% од моите клиенти се од Калифорнија. Што значи оваа миграција за Силиконската долина? Дали тоа значи дека Силиконската долина повеќе ја нема? Таа е феномен за предприемништво и иновација, со посебен фокус на технологијата. Можеби Силиконската долина ќе стане само бренд за сите овие нешта. Ова има смисла за Даглас, кој вели дека токму вработените во овој сектор ги имаат креирано алатките кои овозможуваат работа на далечина и дека средби во живо не се потребни за многу работни позиции. Работата на далечина и технологијата одат рака под рака, сите алатки кои ги правиме го овозможуваат тоа. Нема причина тимот да биде на едно место за да се заврши работата. Желбата за враќање во нормала по пандемијата секако постои, но можеби во Силиконската долина никогаш нема да се врати старото нормално. За крај на News Flash,
Муса Далиб го замени родниот Охрид со Њујорк, каде живее веќе 3 години. Остана да работи професијата фризер, меѓутоа сака да биде поинаков од другите. Мики Трајковски со приказната. Јас се викам Муса Далиб, роден сум во Охрид. Мојата професија е фризер, кој што веќе 15 години ја работам ова работа. Моите први чекори како фризер ги започнав на мојот 13 годишен возраст во фризерскиот салон Армани, кој што се наоѓа во Охрид. А сега веќе 3 години живеам и работам во Њујорк, Америка. Најголем дел од нашите клиенти се американци кои што живеат во Њујорк. Имаме доста муштери, доста клиенти кои што се познати во јавноста, кои што живеат во Њујорк. А еден од нив ми е светскиот шампион во бокс Амир Кан, кој што живее во Лондон, а често пати доаѓа во Њујорк и секој ден во Њујорк идат на шишање кај мене. Но исто така имам и доста муштери кои што се од наши краишта. Например, имам доста муштери кои што се од Струга, од Дебар. Тие идат овде на шишање кај мене и секогаш темата ни е нашите краишта. Пред известно време сакав да им понудам нешто различно на моите клиенти. Исто така тоа сакав да биде поврзано со моите две професии. Разговарајќи со мојот пријател Кадир Алкан, кој што е еден од најдобрите фризери во Турција, кој што живее во Истанбул, дојдов до идеја некој од моите клиенти да ги ишишам надвор во познати локации во Њујорк, како што е Times Square, Hudson Yard, Brooklyn Bridge, Dumbo. Но ме изненади тоа што имаше доста заинтересираност и од луѓето кои што поминува низ познатите локации. Луѓето што поминува тука ме прашува за не само за шишањето, туку ме прашува и за мојата мајца која што ја носе. Јас кога ги шишам моите муштери, носе мајца на мене со надпис I love Охрид, значи го сакам Охрид. Имаше и такви луѓе кои што веќе имаа сознание за Охрид. Имаше и такви луѓе кои што веќе првпат слушаа за Охрид и кои ме прашваа што значи зборот Охрид, каде се наоѓа, а мене ми беше чест и задоволство да им раскажувам за мојот роден град Охрид. Работам во фризерскиот салон Вучос Барбершоп, кој што веќе 20 години им дава услуги на своите клиенти. Не само во градови во Америка, туку сакам понатаму, дај Боже, да бидам да го презентирам мојот роден град Охрид, исто така и моите фризерски способности во другите светски градови. Како и секоја метропола и Њујорк си има свој стил, свој тренд. Исто така и во шишањето во Америка, во Њујорк се разликува малце од Европа, од нашите краишта, така што овдека луѓето сакат кратки фризури, како што сега модата е од кратко до долго, значи skin fade фризури. Доста луѓе кај нас секој втор ден идеа на бричење, овде американците не практикуваат да се бричат под берберница и голем дел од младите американци носат брада, имаат брада. Еден од најинтересните моменти не само во Америка, туку во мојот живот беше во овај дуќан, кога почнав на работа, прв ден, прв муштерија да ми биде охриѓанец. Тоа нема да го заборавам никогаш. Почнав на работа, влезе прв муштерија и почнав да го шишам, муштеријава ме праши од каде сум, јас му викам, јас сум од Охрид. Тој застана, ме гледат вака, викат, од Охрид? Јас викам, да, од Македонија, од Охрид. Тој почна да ми збори после на македонски и викат, јас сум од Охрид. Од тогаш до денеска вахит уште ми е муштерија, уште го шишам. Исто така сакам да ги поздравам гледачите на Гласот на Америка на македонски јазик. Голем поздрав до Охрид, до Македонија. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации со изборите во САД, следете не преку социјалните медиуми, посетете нашата интернет страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер, пријатен викенд. Се гледаме понеделник.